По двочасовната средба меѓу Демократската унија за интеграција и Алијансата за албанците синоќа остана нејасно зашто било разговарано во седиштето на ДУИ. Представниците на двете партии испратија општа порака во завиена форма дека НАМАСА била заедничката платформа како услов за коалицирање со партија од македонскиот политички блок во идната влада. Министерството за земјоделство побарало објаснување од Хрватска за новите нетарифни бариери за увоз на вино и најавуваат дека се размислува и за воведување на реципрочни мерки за увезените производи од Хрватска. Од 1 јануари годинава во Хрватска на сила стапи нов правилник за увоз на вино од трети земји, каде спаѓа и Македонија. Советници на председателот на САД Доналд Трамп имале постојана комуникација со руси, поранешни актуелни разузнавачи, представници на вооружените сили и на администрацијата за време на кампањата, објави CNN. Меѓу неколкуте блиски соработници на Трамп кои ги имале овие контакти биле и тогашниот шеф на кампањата на Трамп Пол Манафорт и тогашниот советник до вчера прв човек на националната безбедност Майкл Флин.